Слово шесто. Засеќавањето на смртта. На секој збор му претходи мисла, а сеќавањето на смртта и на гревовите му претходи на плачот и риданието. Затоа сеќавањето на смртта по логичен ред и го ставаме на ова место. Сеќавањето на смртта е секојдневна смрт. Сеќавање на крајот на животот, непрестајно воздивнување. Стравот од смртта е својство на природата, кое што произлегува од непослушноста, а треперењето пред смртта е знак за непокајани гревови. Христос се плаши од смртта, но не трепери, за јасно да ги пројави својствата на двете природи. Како што левот е попотребен од секоја друга храна, така и сеќавањето на смртта е попотребно од секој друг подвиг. Сеќавањето на смртта ги поттикнува монасите што живеат во заедница на труд и длабоко размислување, па дури и на радосно поднесување на навредите. А кај оние што живеат во безмолвие, доведува до престанок на грижите за се што е земно, до непрестајна молитва и чување на умот. Тие добродетели се и мајка и ќерка на сеќавањето на смртта. Како што калајот се разликува од среброто, иако навидум личи на сребро, така и разликата меѓу природниот и противприродниот страв од смртта е јасна и очигледна за оние што умеат да расудуваат. Прв знак дека човекот во длабочината на своето срце се сеќава на смртта е волевата непристрасност кон се што е создадено и целосното одрекување од својата волја. Искусен е оној кој што секој ден со сигурност ја очекува смртта, а свет е оној кој што во секој миг и ја посакува. Не е секоја желба за смрт добра. Има луѓе кои што моќта на навиката постојано ги наведува на грев, па се молат за смрт од смирение. А ги има и такви кои веќе и не сакаат да се покајат, зашто мислат дека тоа е невозможно, па ја повикуваат смртта од очајание. Некои не се плашат од смртта затоа што со својата надменост мислат дека станале бестрасни. А има и такви луѓе, доколку денес воопшто може да се најдат, кои што под дејството на Светиот Дух копнеат по својата собствена смрт. Некои истражуваат и поставуваат прашање зошто Бог го сокрил од нас мигот на смртта, кога помислата за неа е толку благотворна за нас. Тие меѓутоа не знаат дека Бог токму преку тоа на чудесен начин го изведува нашето спасение. Бидејќи ниеден човек на кого што часот на смртта би му бил познат, не би брзал да прими крштение или да се посвети на монашки живот. Целиот свој живот би го поминувале во беззаконија, а кон крштението и покајанието би пристапувале дури пред својата смрт. Кога плачеш, немој никогаш да му веруваш на она куче што ти шепоти дека Бог е човеколюбив, зашто неговата цел е да ги истриби од тебе плачот и неплашливиот страв. Освен ако видиш дека пропаѓаш во бездна од очајание. Оној што сака постојано да ја држи во себе помислата на смртта и на судот Божи, а се предава на грижи и земни работи, тој личи на човек кој сака да плива без да ги движи рацете. Действителното сеќавање на смртта ја одсекува невоздржливоста во храната. А кога ова е одсечена со смирение, заедно со неа се одсекуваат и другите страсти. Нечувствителноста на срцето го ослепува умот, а големото количество храна го исушува изворот на солзите. Жетите и бдеењето го притискаат срцето, а кога срцето е потиштено, цели реки солзи навираат во нас. Тоа што го велам непријатно е за лапачите, неверојатно за мрзливите. Но човек ревнител усредно ќе го испита тоа. Оној што го открил тоа во своето лично искуство ќе се радува на ова. А оној кој уште бара, ќе биде уште понесреќен.
Како што отците велат дека совршената љубов не може да падне, така и јас велам дека совршеното сеќавање на смртта е слободно од страв. Многубројни се активностите на действителниот ум. Мислата на љубовта кон Бога, сеќавањето на смртта, сеќавањето на Бога, сеќавањето на Царството Небесно, на ревноста на светите мъченици, сеќавањето на сегде присутноста на самиот Бог. Според ова, секогаш го гледав Господа пред себе. Псалм 15:8. Сеќавањето на напуштањето на телото, на судот, на маќите, на пресудата. Почнавме со големите нешта, а завршивме со оние што не спречуваат да паднеме во грев. Еден египетски монах во една пригода ми го раскажа следново. Еднаш, кога сеќавањето на смртта се зацврсти во моето срце, откако почувствував потреба, сакав да ја дадам известна утеха на оваа кал. Но сеќавањето на смртта како некој судија ми забрани да го сторам тоа. И што е уште почудно, иако сакав, не можев да го изгонам од себе. Еден друг монах, кој живееше во наша близина во местото наречено Тола, од таа помисла често доспеваше во состојба на екстаза, па браќата што ќе се затекнеа таму го носеа речиси премрен, како сосем парализиран или совладан од епилепсија. Нема да пропуштам да известам и за повеста за еден безмолвник од гората Хорив. Тој порано постојано живееше во потполна небрежност, не грижејќи се ни малку за својата душа. Најпосле се разболе и беше како мртов за време од 1 час. Кога си дојде на себе, не замоли сите веднаш да си одиме од него. И откако ја зазида вратата на својата ќелија, помина во неа 12 години, а не прозбори со никого, ни мал, ни голем збор и не вкуси ништо друго освен леб и вода. Само седеше и со ужас размислуваше за она што го виде во својата екстаза, не минувајќи го никако својот начин на живот пред Господа. Постојано беше како надвор од себе си, не престанувајќи да пролева тивко, врели солзи. А кога требаше да умре, ние ја скршивме вратата и влеговме во неговата келија. На нашите многубројни молби од него чувме само ова и ништо повеќе. Простете, ниеден човек што стекнал сеќавање на смртта нема никогаш да биде во состојба да сгреши. А ние се восхитивме, знаејќи колку небрежен беше порано кон своето спасение и гледајќи каква блажена и неочекувана преобразба доживеа. Откако го погребавме со сите почести на гробиштата што се наоѓаат во близината на Кастро, по известно време ги побаравме неговите свети мошти и не ги најдовме. Зашто Господ и со тоа сакаше да го посведочи неговото сесрдно и пофално покаяние и да не поучи дека он ги прима и оние кои што по долготрајна небрежност сакаат да се поправат. Како што некои ја замислуваат бездната како бесконечна, веќе врз основа на самиот збор, така и помислата на смртта прави нашата чистота и подвиг да станат бесмртни. Тоа го потврдува и преподобниот за кој што зборувавме сега. Таквите луѓе непрестајно додаваат страв на страв и не престануваат со тоа додека силата не им исчезне и од коските. Треба да знаеме дека и сеќавањето на смртта, како и секое друго добро, е дар Божи. Ние често остануваме без солзи, тврди дури и кога стоиме покрај гробовите, а многу често се разнежнуваме и кога немаме пред себе таква гледка. На смртта се сеќава само оној што умрел за се што е земно. А оној на кого се уште нешто му е важно, не може ни да се навикне на мислата дека му предстои смртта, зашто со своите желби самиот себе си се заробува. Не посакувај секој човек со зборови да го уверуваш во својата љубов кон него,
но подобро баре од Бога, онда му ја открие твојата љубов без зборови. Инаку, не ќе имаш доволно време и за изјавување љубов и за покаяние. Не залажувај се, неразумен подвижнику, мислејќи дека лесно ќе го надоместиш изгубеното време. Ни цел еден ден не ти е доволен да му го отплатиш на Господа она што су му го сгрешил за само еден ден. Невозможно е за човекот, рече некој, невозможно е побожно да го мине денешниот ден, ако не мисли дека тоа е последниот ден од неговиот живот. Навистина е чудно дека и хелените кажале нешто слично, зашто тие философијата ја дефинирале како размислување за смртта. Шесто скалело. Оној што се искачил до него, никогаш веќе нема да сгреши. Сеќавај се на своите последни мигови и нема да сгрешиш никогаш. Мудрост Сирахова 7:36.